во продолжение на денешното издание на Утрински печат на Слободна ТВ ќе говориме за синдикалното организирање во образованието. Прогресивниот синдикат за образование е доброволна и независна организација која се бори за остварување, унапредување и заштита на економските, социјалните, работно-правните, професионалните, образовните, културните и другите права. Секако на оваа тема ќе разговараме со Владо Димовски, член на овој синдикат. Добар ден. Добар ден и поздрав. Во најавата ве представив како синдикат кој се грижи за правата на вработените, значи наставниот кадар или кадарот вработен во образованието. Како дојдовте до идејата да станете член, односно да се организирате на овој начин и истовремено да станете член во Сојузот на синдикатите на Македонија? Не ви треба идеја за да станете член на синдикат, само треба да имате желба за да се борите за работничките права, нели? Јас целиот мој живот го посветив на борба за некакви права и така натаму. Така да прогресивниот синдикат се формираше како резултат на едно незадоволство од другото синдикално движење и така натаму на вработените во образованието. Се формираше како прогресивен синдикат на образование и потоа аплициравме за членка во Сојузот на синдикати на Македонија, станавме членка во Сојузот на синдикати на Македонија и ја продолживме борбата заедно со Сојузот и другите гранкови синдикати. Сега сме гранков синдикат во Сојузот на синдикати на образование. Дали почетните мотиви и определби после година-две се исполнија? Или дали поставивте некои повисоки цели сега од почетните? Видите, во Македонија синдикално движење е ставено на маргините од раководните структури на државата веќе повеќе години, многу години назад. Се сеќавате и вие, а и гледачите знаат и нашите колеги и така натаму, дека во некои минати времиња синдикатите подпишуваа колективни договори, да, секако не го подпишуваа меморандуми за соработка за одредени избори со минатата власт, па се договараат со оваа власт и така натаму, сите синдикати, не зборувам само за прогресивниот синдикат, и на некој начин се заморчиња на власта, да кажеме. Народски речено, на што, да речеме, провејува во помеѓу кулуарите во синдикалното движење, дека синдикатите, без разлика кои да се, од избори на избори ја помагаат актуелната влада. Некоја од политичките партии која сметаат дека ќе дојде на власт или е на власт. Димовски, навистина им ветуваат на раководствата нешто ако сметката е празна? Мене не ми ветиле ништо, искрено. Да, нити па допринеле нешто, напротив, ние као прогресивен синдикат на образование губиме од сето тоа. Во смисла на тоа, нашите барања, да кажеме, кои ние ги поставуваме и спорачуваме до власта, се за подобрување на условите во образованието. Но не се држиме стриктно до на подобрување, дајте ни полеми плати и така натаму, но туку зборуваме за она како законски да се регулираат одредени состојби во образованието, почнувајќи од квалитетот на образованието, па завршувајќи со примањата, платите. Бидејќи ако вие имате квалитет во образованието, тогаш ќе имате и плати. Ние во моментов немаме квалитет во образованието. Односно, мислите на кадровскиот потенцијал наставниот? Воопшто и на програмите, на наставниот кадар и така натаму. Воопшто ние немаме квалитет изминативе можеби 25 години образованието опаѓа и сега сме доведени во ситуација да немаме закони какви што треба, да немаме кадар како што треба, онај кадар кој наставните помагала учебници доцна да немаме учебници, замислете ли образование имате без учебници,
каде го има тоа без учебник да имате образование? Што ќе седниме во жена парк на клупата и ќе си раскажуваме и ние ќе измислиме програма и после тоа ќе спроведиме образование. А трета работа е што долги години се провлекува низ образованието нестручниот наставен кадар, несоодветниот наставен кадар. Јас правев уште додека бев во образование одредени на овие анализи, истражувања и така натаму, ние се уште имаме над 1600 наставници кои се несоодветни за своите предмети кои ги предаваат. Што ги предаваат? Да. Нема соодветно образование или Нема соодветно образование. Значи, работа со средно образование, работат во средно образование како наставници или во основно образование и така натаму. нема кадар или се партиски избрани? Која власт ќе дојде, која партија ќе дојде на власт, она си внесува своји наставници, бидејќи законите се катастрофа во образованието. Немате прво да се примаат наставници на итни и неодложни работи. Итна и неодложна работа не е образованието, да се разбериме. Образованието е образование. Итна и неодложна работа е ако негде пропаднала улицата, па треба да се ископа, ако има пожар, ако има пожар, ако има и да се превенира тоа или да се интервенира во моментот. Вие не можете да имате наставник со години кој завршил едва и средно образование, значи средно образование и се запишал на некој факултет, па си ги менува факултетите и така натаму, го земале бидејќи веел знаменце на некои општински избори и така натаму, го ставиле во образование, предава 5-6 предмети, јас за мојот предмет да направам дневна подготовка и да се подготвам за мојот предмет кој јас го предавав, ми требаше време за еден предмет, камоли наставник со несоодветно образование кој предава 6 предмети треба да се подготви и какво образование ќе имаме во тоа. Втората работа е што наставниците кои се со соодветно образование, кои завршиле високо стручни предмети предаваат и така натаму и се вработуваат на определено време. Јас не знам кој измисли таа мерка определено време. За оваа тема подосна, ако ми дозволите во интервјуто, сакам да се задржам на ова што досега го говоревте, а го прочитав на вашиот сајт, односно вашите документи. Станува збор за целите што сте ги определиле. И ми падна во очи неколку цели кои навистина се многу битни, а не ги гледам во јавноста или можеби јас не сум информиран. Дали најдувате на позитивен одек кај власта пред се за социјален диалог, колективно договарање и унапредување на условите на работа. Сето овој концепт што сега пред малку го кажавте е само критика на состојбите во кои што вие сте ги лоцирале и секако дека ќе се потрудите како синдикат пред власта да ги изнесете да се коригират, зашто вие не можете да ги смените условите или приемот. Не верувам дека синдикатот го прави тоа. Тоа го прави државата. Ако ги имаме овие 3 или 4 работи во вашите цели, дали тие ги спроведувате и дали тие наидуваат на прифаќање од власта? И следно моје говорење ќе биде критика. Повелете. Апсолутно. Не само ние, и нашите, и другите синдикати, кои се во Сојузот на синдикати и синдикатите за образование кои се надвор од Сојузот на синдикати, скоро ги имаме истите цели. Правата на работниците. Нели? И грижата за работниците. Ние не ги имаме само наставниците членови, ги имаме и стручните соработници. Сите вработени. Да, во образование, ги имаме во високото образование и така натаму. Она што ние го потегнавме и го работиме, тоа е итно донесување на закона за наставници и стручни соработници кој веќе трета година е заглавен во собрание. Трета година е заглавен во собрание. Наидовме на популистички методи кај партиите, апсолутно популистички, со прием, наш прием кај нив во собрание, па да разговараме, па те ќе биде ова, те ќе биде она и така натаму и се заврши на тоа. Мене ми е многу жал
многу жал ми е што дебатите за законот за наставници и стручни соработници кои треба да регулира многу работи во образованието, најповеќе работи, почнувајќи од трансформациите за работниот однос на наставниците кои ги имаме еден многу ги имаме на определено време, па се до платите да се регулираат. Во таквата констелација ние наидовме на приеми, те со водичка, те со кафе и така натаму кај пратеничките групи и на сето тоа се заврши протоколарно и сето тоа се заврши. Овие другиве не сакаат, ние сакаме. Демек другите вика, а тие другиве не сакаат, ние сакаме. И ми е жал што целата таа дебата околу тоа ја водат наши колеги просветни работници, кои сметам во моментов дека не треба да бидат политичари. Сметам во моментов дека не треба да бидат политичари врз основа на она и не треба да бидат носачи на закони тие. Подобро е останатите пратеници да дебатираат околу тоа, повеќе разбирање ќе имаат, да речеме, економистите и така натаму, неголи нашите колеги, кои и на таквите работи се жалат дека му се мали платите и на таквите работи му се жалат дека му се мали патните трошоци и дека менуваат сами гуми и така натаму. Мислам, замислете до каде. Дури не сериозно за сериозни луѓе, да. И јас можам да им препорачам на граѓаните во следните избори да не ги гласаат просветните работници, да бидат застапници во законодавниот дом, затоа што не ги бранат правата на своите колеги. Ке се задржиме сега на ова што го отворивте како прашање. Јас успеав да најдам некои елементи на претходното образование, значи претходниот систем, статусот неопределено или статусот определено време за наставник. Дали е ова всушност алатка на уцена, да не кажам некој друг збор, за наставниот кадар што се прима на определено време? Па добро, не ја откриваме Америка со тоа. Мислам, тоа е општо познато дека со секоја промена на власта, бидејќи се децентрализира образованието, нели е децентрализирано во локалната самоуправа, и основното и средното образование, и секоја власт која си доаѓа, секоја партија која доаѓа на власт сака да си вработи свој кадар во образованието. Не за да го унапреди, да го доуништи, така речено образованието. Веројатно ставката определено време им врши работа. И тоа е сосема нормално, значи ќе го земи по договор на определено време, затоа што или работел на изборите, или треба да работи за наредните избори. Така е. И така ги држат со години. Имаме колеги кои по 12, по 13, 15 години работат на определено работно време. Замислете вие, во пензија ќе отидете на определено работно време. Како овој наставник. И во таквите констелации да вршат притисок, едноставно притисок вршат. И со таков притисок како може еден квалитетен наставник, рака на срце зборувам, наставниците кои се вработуваат на определено време се квалитетни наставници. Го отворивте и прашањето за партизација на образованието, како што рековте, со промената на секоја власт се случуваат и промени во образованието. Ајде да го подигнеме сега ова ниво на дискусија во смисла дали може всушност образованието со измена на законите, тоа е во правната сфера, меѓутоа повеќе би рекол социолошки во измена на вредностите, да го променат сегашниот општествен контекст и со други зборови наставниците да не учествуваат во кампањите на политичките партии, односно да се измени целокупното милје во кое што се они заложници на една ситуација. Замислете како е кога едно дете ќе отвори врата на 17 или 18 години и на вратата звони неговиот предметен наставник и му нуди пенкало од 15 денари, кој пате ми не пишува, или запалка која не пали, или кафе која е со поминат рок. Зарем има поголемо понижување за наставник, за професор, за едукатор, доведен во таква ситуација? Тешко ќе избегаме од тоа клише во Македонија. Зошто не сте оптимист? Јас не сум оптимист. Не сум оптимист од проста причина што може би
во некое идно време, бидејќи во моментов немаме ни кадар наставници, луѓето си отидоа надвор да работат. За која плата ќе работат овдека и за кои партии ќе работат овдека. Подобро ќе оди, јас имам колега кој напушти образование, отиде во Шведска, прво во Германија, па во Шведска, вози школски автобус, а беше одличен наставник. Одличен наставник. И таму заработува многу повеќе и таму е ценет и почитуван многу повеќе отколку овдека кога влегуваше на час. Ние имаме со други зборови ги загубивме и квалитетните луѓе. Една хаварија имаме во образованието, хаварија која тешко ќе се поправи. Тешко ќе се поправи затоа што нема интерес. Ниедна власт нема интерес. Има интерес за образованието само во делот на изборите. Па еве, видите, мислам и деновиве и пред тоа се пишува. Имаме ли учебници во образованието? Нема. Имаме ли наставни помагала? Нема. Крпат крај со крај училиштата. Имаме компјутери на слика од пред 10 години. Немаме. Имаме старо железо, да се разбериме. Значи имаме старо железо, немаме компјутери. Компјутерите отидоа некаде по отпадите и така натаму. Многу тешко ќе се вратиме на патот на квалитетното образование. Многу тешко. Ние во цело ова наше повеќе партиско движење во Македонија политичко, ние немаме министер кој држал дневник во рака. Мислите дека тоа е еден министер посочете ми кој држал дневник во рака, кој бил наставник и дошол да биде министер и да креира политика во образованието. Имаме луѓе во Министерството за образование која креираат образовната политика. Но тие луѓе не може да дојдат до израз, да се разбереме. Мислам, кај нас како што одат работиве, таму сечи еден човек. Три прашања или во едно прашање ќе отворам три елементи битни за образованието. Првиот, училишни одбори, вториот, избор на директор и третиот, вработување на наставници. Дали овие три сегмента може да предизвикаат барем мал напредок на промена на состојбите? Не, јас сум песимиста, се да не звучам цело време као песимист и така натаму, но како што е состојбата во политичките партии, таква е состојбата и во училиштата со изборот на училишен одбор, со изборот на советот на родители, да кажеме, па со изборот на директор и сите тие работи. Ние имаме еден куп директори кои се веде и по 4-5 години во училиштата. Кажете ми сега, вие, директорот кој е именуван веде, па противзаконски му се продолжува мандатот или се прават игри, мене ми завршува веде мандатот од 6 месеци, па ќе биде Младеновски 10 дена, па Младеновски ќе се повлечи од разни причини и така натаму. И градоначалникот ќе го врати пак истиот, па после пак ќе се направат некои такви работи. Ова говори искуството без вас. Која желба ќе има тој директор, да кажеме, која желба ќе има тој директор, за да направи исчекор кон квалитетот во образованието, ако не е сигурен дека следните 6 месеци или следните 4 години ќе биде директор, ако не е сигурен дека не може да си направи училишен одбор како што му треба за да му помогне, затоа што училишниот одбор е тој кој носи одлуки во училиштето. И училишниот одбор е тој кој треба да му биде потпора за да постигне одредени резултати во образованието. И кој е тој директор ако нема и квалитетен кадар, наставен, да се надева дека ќе направи одреден квалитет. Така да има реакција од родителите за испорачаната услуга од страна на наставниот кадар. Да речеме да дојдат со директорот да разговараат како во на анегдота кога го викнале родителот да разговараат за неговото дете. Разговорот оди приближно вака. Дали моето дете доаѓа на часови редовно? Да. Дали е културно на часовите? Да. Дали моето дете прави инциденти? Не. И така натаму. И доаѓа вика, тоа што јас го воспитувам моето дете, тоа значи дека ги исполнува работите. А тоа што велите дека има единица по математика, тоа вие го учите.
Затоа што родителот не може да знае математика ако е социолог. Ова некој ви го кажувал пред 90-та година? Не. Сега го прочитав на Не, Фейсбук. ова важеше за пред 90-та година. Мислам да се разбериме. Немојте да се сватиме погрешно. Јасно. Туку во образованието во моментов имаме деца кои се многу воспитани, паметни и деца кои ги разбираат работите подобро од наставниците. Имаме, но тоа се мал број. Така е, мнозинството се... Имаме деца кои од дома доаѓаат невоспитани и кои нивните родители исто така се невоспитани, па доаѓаат да се тепаат со наставниците. Така. И тука, како барате квалитет во образованието? Ако тој ти вика, моето дете мора да има петка. Сите субјекти не си го исполнуваат. Моето дете мора да има петка. Така. Замислете сега, сега сме при крај на учебната година, значи април, мај веќе се завршува со четврта година или 9 деленци и така натаму. Знаете ли вие кој е притисокот во мај и јуни на наставниците? И како наставникот, притисокот од родителите, притисокот од државата, притисокот од власта, притисокот од не знам кој од колегите и така натаму, да сите деца бидат одлични. Како може во 34 паралелка со 34 деца, 34 да имат Завршивме средно образование, односно основно, меѓу 5 и 8 деца беа одлични, од 33-35, најголемиот дел беа многу добри и едно или две деца беа со двојки. Едно можеш и да повторува клас. Нема сега повторување. Да, нема сега. Значи нема сега повторување, така да сите се одлични, сите се запишуваат на факултет со сите дисперзирани студии на секоја автобуска станица и така натаму, каде што имаме факултет и тука не е проблем. Апсолутно, сега не е проблем да се запишете вие со доволен успех на факултет. Не е проблем и да магистрирате со просек под 7. Да, до тој степен дојде. До тој степен дојде. Димовски, сакам да го завршиме овој разговор со повторно клучната работа, тоа е синдикалното организирање. Вие практично сте партнер веќе во целиот систем на преговори. Значи, можете преку Сојузот на синдикати, со другиот синдикати исто така, да застанете на едната страна и со владата да побарате промена на овие услови, независно од психолошкото расположение, во случајот ваше, мое или на родителите. Факт е дека состојбите мора да се подобруваат. Како мислите партнер? Па партнер во смисла да им ги изложите овие проблеми и тие да донесат соодветен закон, да речеме. Се смешно ми делува тоа партнер, нели? Така ги читав материјалите. Тоа партнер. Во Македонија синдикатот партнер на државата. Ајде ве молам. Во Македонија синдикатите се заморчиња на политичарите. Не сте во таа позиција да бидете Да. Вие ако отидете на преговори во власта, дали е тоа економско-социјален совет или отидете да ве приимат и така натаму, они прво ќе ви кажат дека тие се најдобрата власт во Македонија, и дека таа власт направила, не зборувам за актуелната или за претходната, сите се исти. Веројатно имате мислење дека и наредната ќе биде таква. Па да, и кога ќе ви кажа дека тие се најдобри и така натаму, јас во една прилика на една средба во владата им кажав, па добро, ако не викнавте за тоа да не кажете дека вие сте најдобри, зошто не кажавте да ви донесиме цвеќе, бомбонјера и така натаму, да се изгушкаме, да се честитаме, сите тие работи. Знаете што ми рече еден од министрите? Па што не донесовте? Ова е веќе загрижувачки. Загрижувачки? Може да ја разбрал шегата или иронијата. Многу убаво ја разбрал. Јас носев мајца од кампањата 2002 година, каде што се сеќавате и вие тука сме некаде, каде што има една голема риба и мали риби, и каде што викам малите риби ги јадат големите риби. И мене тој министер ми рече, а среќа што јас тогаш бев во малите риби. Да, му викам, ама сега сте во големите. Нели? И во таква ситуација, ако сега правиме некој резиме на сето тоа, така, во моментов ние имаме цврсти синдикати, немаме разбирање од власта. Во моментов имаме многу добар граѓански сектор кој власта го уништи.
Значи, по доаѓањето 2016 година на власт и така натаму, кога граѓанскиот сектор ги донесе на власт, они се впуштија да го уништат граѓанскиот сектор и граѓаните, можете да соберите сега 1000 луѓе на било каков протест? Не можете. Димовски, ви благодарам за овие коментари, за промоцијата и презентацијата на политиката на прогресивниот синдикат во образование. Нам ни останува како медиуми да ве поканиме повторно. Ние не се откажуваме Така, од борбата за подобрување на условите. За подобрување на условите и од борбата за да се донесе законот за наставници и стручни соработници. Ние како тим во прогресивниот синдикат го изработивме закон, бидејќи не можеа да се сложат двете најголеми партии околу тоа. Ние ја добивме од помалите партии подршката, но кој ни ги смета како помали партии во парламентот? Сепак треба број... Го изработивме законот да биде задоволни едната и другата страна. Но се уште го нема никаде. Останува да чекаме, вас ќе ве поканиме повторно, доколку има промени во синдикалното организирање, да се надеваме дека власта ќе го смени статусот според ваше кажување и ќе ве направи партнер. Почитувани гледачи, беше ова Владо Димовски, член на Прогресивниот синдикат за образование, со оцена и опис на состојбите во општеството, пред се во образованието. На нас останува